Пораката на Библијата. Библијата ја открива вистината за Бог. Сите тврдења во Библијата се вистините. Таа тврди дека е Божји збор, Божјо слово. Бог, како вечен творец и создател на се, сака да комуницира со човекот и тоа го направи. Само во Стариот Завет над 3000 пати е употребена фразата «Вака зборува Господ» или «Бог рече». Библијата е единствена света книга во која Бог се откри себе си како вистински Бог. Не постојат други писмени извори со божествена вистина освен Библијата. Сите други, така наречени свети книги, се само човечка творба без божествен авторитет. Библијата дава одговор на најсуштествените прашања во животот. Ни сите векови во историјата луѓето секогаш се свртувале кон Библијата за основните прашања на животот, од каде сме, зошто постоиме, што ќе се случи со нас кога ќе умреме. Писмото објаснува дека Бог како личност го создал светот совршен во секој поглед. Меѓутоа во него влезе гревот и го расипа Божиот совршен план. Но таа го открива и Божиот план за спасение. Тие се најдлабоки прашања што му се важни на секој човек. Библијата ја открива Божјата природа. Таа го открива карактерот на Бог. Ако сакате, почитувани, да знаете каков е Бог, мора и треба да ја прелистате Библијата. Поинаку нема да знаете за Бог. Бог е создател на целата вселена, на човештвото и на сиот животински и растителен свет. Библијата открива дека тој е љубов, праведен, свет, сегде присутен, вечен, сезнаечки и така натаму. Библијата ни покажува како да стигнеме до Бог, како да дојдеме до Бог. Постои само еден начин да дојдеме до Бог. Исус рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми освен преку мене. Тоа е запишано во Евангелието според Јован 14 глава 6 стих. Пораката на Библијата е јасна. Постои само еден Бог. Бог кој постои и кој сака да воспоставиме контакт со Него. Тоа може да се случи само преку Христос, зашто тој е единствен посредник помеѓу луѓето и Бог. Тој што ќе го признае Исус дека е од Бог испратен Божи син, го има и таткото. Само преку Исус се доаѓа при таткото. Библијата ја открива крајната дестинација на тие што не веруваат. Тие што го отфрлаат Христос и пораката на Библијата, ќе се најдат во најнепосакуваното место – пеколот. Тоа не е некоја црковна измислица за застрашување поради авторитет и власт над луѓето. Туку реално место на измачување. Павле запишал во пламенен оган за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бог и кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос, кои ќе бидат казнети со вечна пропаст далеко од лицето на Господ и од славата на Неговата сила. Тоа го тврди и го пишува апостол Павле во 2 Солуњаните 1 глава. Потоа Павле во Филипјаните 2 глава вели дека секое колено и јазик ќе се поклони пред него за слава на Бог Таткото. Со еден збор Библијата открива дека по смртта постои суд за оние што ќе ја отфрлат нејзината порака. Библијата има цел и историја. Таа не е серија со неповрзани настани. Таа ги открива сите настани кои имаат една цел. Во Библијата има почеток со ветување и крај со исполнување. Го опишува развојот на цивилизациите, го опишува светот и неговото совршенство и завршува со нов свет, небесен, каде што ќе нема грев. Го опишува создавањето на светот и неговиот крај. Библијата е основа за науката.
Некои можеби тоа нема да го земат предвид, сметајќи дека таа не е научна книга, но мора да се знае дека таа непогрешливо зборува за темелите на науката. Многу нешта однапред се кажани во неја, иако науката се уште не била развиена како во денешно време. Библијата има стандард на правилно и погрешно. Многу нешта од нашите современи концепти на законот се базираат врз Библијата. Таа ги има поставено сите стандарди на добро и лошо однесување. Многу сегашни закони во различни земји низ светот се врз основа на библискиот морал. Библијата ни кажува како да живееме успешно. Таа ги опфаќа сите области на човечкото однесување. Ова ги вклучува односите помеѓу мажите и жените, родителите и децата, работодавците и вработените, пријателите и непријателите. Етиката и моралот се секогаш поврзани со верувањето во постоењето на Бог. И како резултат на таквата вера се создава силен мотив на послушност и одржување на се што е добро, доблесно и честно. Библијата дава одговор и на потребите на човекот. Христијаните се зависни од ветувањата на Библијата дека Бог ќе ги задоволи нивните секојдневни потреби. Апостол Павле запишал: а мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба според своето богатство во Христос Исус, нашиот Господ. Во книгата на Евреите се зборува за Божјата грижа во секој период од животот. Јас никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам, зборува Господ. Библијата не зборува само за некои општи нешта, туку дава и практична помош на поединецот и на секој што бара помош од Бог. Библијата ветува дека ќе им даде благослов на сите кои ќе ја почитуваат. Бог на сите генерации ги учи да ја земат и да ја читаат. Во книгата на Исус Навин е запишано: книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него ден и ноќе, за да пазиш верно се што е напишено во него. И само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во потфатите. Тие што размислуваат на Божјиот збор и што имаат стравопочит од напишаното, Бог им даде благослов. Тој вели: па мојата рака го направи сето тоа, и така сето тоа и настана. Зборува Господ и објавува Господ. Но кон овој јас ќе погледнам, кон бедниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред мојот збор. Тоа е запишано во Исаија 66 глава 2 стих. А во првиот псалм се вели, ја истакнува важност од читањето. Блажен е човекот кој не оди по советот на нечестните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите. Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува ден и ноќе. И како последно, Библијата е напишана со цел да создаде вера во Бог, вера во Божиот Син Исус Христос. И во тоа име секој да добие вечен живот, како што е стихот Јован 3:16, зашто Бог толку го возлюби овој свет, што го даде својот единороден Син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. А ова е запишано, да верувате дека Исус е Христос, Божи помазаник, Божи Син, и верувајќи да имате вечен живот во неговото име. Бог најде за сходно да разговара со нас. Бог, како создател на сите луѓе, сака да воспостави врска со секоја личност, па и со тебе. Ете, почитуван слушателу, Библијата не е само книга, туку повеќе од книга, книга на животот. Таа јасно тврди дека е Божи збор кој го менува човечкиот живот. Таа ги дава одговорите на сите основни прашања, што му се потребни на секој човек, на мене, на тебе, на сите луѓе на оваа земја. Бог да ве благослови. Амин.